тензичен ден во собранието. ДУИ и ДПМН не попуштаат пред измените во изборниот законник со донесување на една изборна единица и реципроцитет во пратеничките листи. ДОМ жестоко се спротивстави, поточно ги повика уште еднаш да ја преслушаат својата одлука и сепак да не го блокираат процесот и да излезат на расправа во собранието. Разговараме со Маја Морачанин, добар ден, председателка на ДОМ. Како сте после ваков тензичен ден во собранието? Добро, ви благодарам на поканата. Да, овој период ќе биде поинтензивен и потензичен во собранието. Некако од собранието ние донесовте во студио веднаш. Така е, да. Има агенда подолга на собранието. Знаете, со седницата има поголем број на закони кои што се важни и треба да се донесат до крајот на годината. Еден, односно два се, бидејќи два предлог измени се на изборниот законник, се оние од иницијативата за една изборна единица, за која еве и денес ќе позборуваме. Тие се изгласаа да бидат ставени на дневен ред на седницата и тоа со големо мнозинство, би рекла, за поддршка. 59 и 58 колеги пратеници дадоа поддршка при тоа гласање да се стави на дневен ред. По скратена постапка е законот, затоа што се работи за од мал обем измени. Така, вие го коментиравте моментот зошто толку многу амандмани, кога и со помалку, нели, ќе може да го блокираат процесот. Некаде близу 5000 има поднесено ДУИ, да, и 1000 и нешто повеќе, тоа момент точно искрено, не знаеме. И јас не знам се уште точната бројка, бидејќи и за службите во собранието е ова големо оптеретување, илјадници амандмани, дополнително има и амандмани за Академијата за јавни обители. Како се продуцира толков број на амандмани? Веројатно потребна е голема креативност, бидејќи, како што спомнав, измените се во многу мал обем. Само за неколку 3-4 членови се работи измена од изборниот законник, така што на толку малку измени, илјадници амандмани да се поднесат, треба голема креативност. Ајде да се обидаме некако да направиме анализа, да се вратиме малку порано. Кога беше првата иницијатива за измените во изборниот законник и што тогаш се случуваше кога вие излеговте со вашата идеја? Така е. Прво, ние како ДОМ, како политичка партија, со години наназад предлагаме измена на изборниот законник, со измена на изборниот модел и нашите три клучни заложби беа една изборна единица без праг, отворени листи и 50% мажи и жени, значи подеднакво на листите. Во септември оваа година, разговарајќи со колегите во собранието, дојдовме до заедничка идеја на 12 пратеници од различни политички партии и независни пратеници да формираме една иницијатива во собранието за една изборна единица и така ја нарековме таа група пратеници, иницијатива за една изборна единица. Нашите заложби беа да се отвори ова прашање за измена на изборниот модел, дека бараме една изборна единица и дополнително понатаму се договаравме и за отворени листи за локалните, само се однесува оваа промена и 50% и за локалните и за парламентарните избори и баравме средба со лидерите на трите најголеми политички партии, бидејќи вообичаено кај нас кога се разговара за измени на изборниот законник, нели, поголемите, трите, 4 најголеми партии се состануваат, формираат некоја група. Затоа сите се обидуваме да дојде до промени во изборниот модел, за да не биде доминацијата толку голема. И едно од нашите барања беше и ние да бидеме како иницијатива, легитимна од пратеници, присутни на тие преговори. Тогаш исто така побаравме средба со тројцата лидери на СДСМ, на ВМРО ДПМН и на ДУИ, за да оствариме средба со нив, да ги образложиме нашите барања и да побараме поддршка и јасно да се отвори прашањето за разговори, да видиме какви се ставовите. Во пресрет на нашето барање за средба одговори само лидерот на СДСМ и ние остваривме како пратеници средба со него. На таа средба беше присутна и Шекеринска и Десковска како представници од СДСМ и тие дадоа поддршка за нашето барање и за една изборна единица, отворени листи и 50% жени на листите. Дадоа целосна поддршка, што беше и очекувано, затоа што тоа е и дел од една изборна единица, дел од предизборната програма на СДСМ, но не добивме покана за, односно одговор на нашето барање за средба со лидерите на ДУИ и на ВМРО ДПМН. После тоа
остваривме една јавна расправа во собранието на истата тема за промена на изборниот модел. Повторно беа поканети и сите пратеници во собранието и лидерите на партиите да се вклучат во една дебата. И тогаш само председателот на СДСМ дојде и повторно изрази целосна поддршка за барањето на оваа група пратеници за една изборна единица, отворени листи и 50% жени на листите. Каков е вашиот впечаток? Што им пречи на пратеничките од ВМРО ДПМН едноставно да бидат рамноправни на изборните листи? Јас за сите три барања не можам да најдам аргументирано Добре, образложение. и да го потенцираме ова, бидејќи сето тоа е во прилог на демократизација и на партиите и на општеството. Така што, навистина, и тоа беше целта, ајде да слушнеме аргументирана дебата, што се аргументите за, против, ама до тоа не дојде. А ова со поднесување илјадници амандмани е блокирање и оневозможување и на една јавна дискусија по ова прашање, што е многу суштинско и за кое има голема поддршка кај граѓаните. Граѓаните даваат голема поддршка на овие промени на изборниот модел. Сега, од кога ме прашувате за 50%, тоа беше иницијатива и на клубот на пратенички и на исто така невладин сектор кој што се занимава со прашање на родова еднаквост и права на жените. И ние имавме една иницијатива, ми се чини пред една година, каде што 90 и нешто речиси на ВМРО пратеници. Да, ДПМН се и прилично гласни и на собраниските расправи и на расправите на комисиите. Би рекла дури доминираат и не знам каде би било тука проблемот. Пратеничката Рангелова даде поддршка за измена на изборниот закон, зборувам на гласањето на пленарната седница кога се ставаше на дневен ред. И мене навистина ми е нејасно зошто по сите три прашања некој не би дал поддршка и за една изборна единица, што дефинитивно ќе овозможи поголема шареноликост во собранието и подобра представеност на граѓаните. Затоа што сега имаме случај кога може некоја партија да освои 30-40 илјади гласови на ниво на целата држава, но бидејќи е поделено на 6 изборни единици, нема да биде представена ниту со еден пратеник во собранието. Што значи дека тие 30-40 илјади граѓани што гласале за некоја легитимна опција за одредени вредности, не се представени, така е, не се представени во собранието. И дополнително нема да има потреба од некои големи предизборни коалиции како што е досега случај. Туку секоја партија ќе може да се представи пред изборите, пред своите поддржувачи, пред граѓаните и да побара глас за програмата која што ја застапува. Така што никој овде не губи ништо, добиваме сите во демократизација на општеството. За отворени листи и за локалните избори за советничките листи, апсолутно исто така има голема поддршка кај граѓаните. Значи не само да гласате за партија, туку да гласате конкретно за личност која би сакале да вас да ве застапува во советите во локалната самоуправа. И наше барање беше како дом и на парламентарни избори да има отворени листи. Но добро, малку е вистина технички покомплицирано да се направи тоа за парламентарни избори, потребно е околу тој дел се согласувам подолго време за луѓето да можат да ги научат правилата, да не дојде до забуна. Дека дури, но до локалните до 2021 има време и дополнително во локалните средини луѓето се познаваат и е многу важно да ги представува некој со кој те има директна релација, го познаваат лично и одговорноста потоа на избраниот советник ќе биде поголема, бидејќи не е само партијата зад вас, туку директно сте побарале од граѓаните поддршка како личност, како Добре, советник. можеби на тој начин се некако се намалува, да речем, доминацијата на партијата врз своите членови, можеби и тоа е од тоа што ги плаши дуи. Се согласувам дека се намалува доминацијата на партиите, на тоа е во интерес на демократизација на општеството. Меѓутоа дали е во интерес на самите партии. Видете, партиите постојат заради граѓаните и општеството. Тоа така секако би требало да биде, меѓутоа кај нас некако малку поинаку функционира парламентарната демократија, за жал. Јас не можам да најдам издржани аргументи зошто некој би бил против ова. Или пак за родовите квоти. Ние и сега имаме 40% квоти на листите и за парламентарни и за советнички листи.
И сега Тоа е бараме многу мало изедначување, апсолутно уште ништо треба, нема за да 10%, смени така. тоа. Еве дури и за партиите не менува ништо значајно околу колку кандидатки ќе имаат. Значи секако во партиите има жени што одлично би ја вршеле и советничката и пратеничката функција. Тие се вклучени во активностите на партијата. Не менува ништо суштинско, а за партијата и за незиниот настап за било која партија на изборите, а менува многу за општеството, затоа што навистина постигнуваме зголемено политичко учество на жените и родова еднаквост во тој сегмент на представеност на жените во политиката. А сепак, доколку, да речеме, во најдобар случај се премислат пратениците на ВМРО, ДПМН и на ДУИ и се дојде до некој консензус и се затвори ова прашање и помине изборниот модел. Ваков каков што е. Сметате дека има доволно време до изборите да се подготви како што треба? Да, сметам дека има доволно време. Изборите се закажани, еве, датумот кој го договори е 12 април, не се да. формално закажани, но тоа е датумот кој го договорија партиите. И ДИК самите се изјаснија дека има доволно време. Особено една изборна единица се однесува сега, нели, за предвремените парламентарни, и тоа не е нешто од технички аспект многу комплицирано, затоа што место досегашните 6 изборни единици, за државата ќе има една изборна единица, само ќе им треба некое софтверско решение и затоа и самите од ДИК се изјаснија дека за нив не би било оптоварување некако на буџетот? Не би било некој голем проблем, а за отворени листи за локалните избори има многу време до 2021 година, така што апсолутно не е никаков проблем. Сепак сметате ли дека е можно директно да влие овој закон врз самиот датум кој го споменавме 12 април? Дали може да дојде до одложување на самите избори доколку не се донесат измените во изборниот Она што законник? ние сакаме да се постигне и што апелираме и денеска имавме како иницијатива прес во собранието е да бидеме рационални и конструктивни, бидејќи блокирањето не води никаде. Мислам, сме ги имале тие случаи и порано и сме виделе дека повторно решението е кога ќе се седне и ќе се разговара, зашто ние и дадовме иницијатива на самиот почеток. Затоа не се основани обвинувањата и коментарите дека не било разговарано, затоа што ние баравме средба која што не ни беше овозможена, не ни се излезе во пресред на барањето за средба. Така што тоа апсолутно не држи и би било коректно да се повлечат овие амандмани и да се разговара и верувам дека можеме во една конструктивна дебата да најдеме решение и да има промена на изборниот модел, да ги отвориме аргументите за, контра и да донесеме заедничко решение. Но ова дефинитивно не води кон никакво решение, води само кон блокирање на законот, кон блокирање на дискусијата. Така. Да. Добро, веќе кога сте тука, некако отприлика ова го апсолвиравме, не можеме да не ве прашам, како партија Дом, која се залага за партија на зелените, докаде сме со чистиот воздух во Скопје? Така, да. Тука нема дилема дека уште многу треба да се работи на ова прашање. А дали нешто е сработено според вас? Многу малку, има некои isчекори во добар правец, но реално од она што е потребно да се реализира и да се имплементира, се уште е недоволно. Ние дадовме како Дом поддршка за планот за чист воздух кој што се донесе минатата година. Наши предлози, како и предлози на невладиниот сектор, беа имплементирани во тој план, бидејќи е многу важно на сите полиња од каде што произлегува загадувањето да се работи истовремено, за да можеме да видиме да имаме видливи резултати во намалувањето. Што значи и на затоплувањето на објектите, и на индустриското загадување, сообраќајот, градежништвото, отпадот. Тие се клучните произведувачи на загадувањето на воздухот, да кажем, така што на сите тие полиња треба да се работи истовремено, не се реализираат со интензитет кој што е потребен за да имаме видливи резултати и затоа ние како Дом и минатата година и оваа година побаравме прво со амандмански измени на буџетот повеќе средства за тој план за чист воздух, бидејќи
Прво е да обезбедите финансии за да може да се реализираат сите тие мерки кои што генерално се добри и треба да се реализираат, но требаше поголема буџетска поддршка. Минатата година не беше прифатен ниту еден амандман, оваа година не беше прифатен еден амандман кој што се однесува во интерес на решавање на проблемот со аерозагадување, за да се акредитира Централната лабораторија, што е многу важно за да можеме да имаме релевантни информации кога се прават инспекцијски контроли на загадувањето кое доаѓа од индустриските емисии, да бидеме навистина сигурни во точноста, веродостојноста на податоците, бидејќи тоа е дефинитивно еден голем сомнеж во општеството, затоа што се нема доверба дали тие резултати кои што се добиваат од акредитирани лаборатории кои што сега само се приватни, бидејќи немаме се уште акредитирана државна, а постои опрема, капацитет, луѓе од човечки ресурси, но нема акредитација и тогаш ако не е акредитирана лабораторијата, тие практично резултати кои што се добиваат не се релевантни. И затоа побаравме повеќе средства, беа одобрени и тоа ќе биде еден голем придонес за да може да има една државна централна лабораторија која што ќе биде релевантна. Веродостојни податоци. Така да нема сомненија Да. дека има некои непринципиелни договори меѓу индустриските капацитети, инспекција, не знам, елити од различен сегмент на општеството, да нема сомневање да имаме релевантни резултати и да се постапува, се разбира, со санкционирање на прекршителите. Така, бевте прилично гласни и кога ги поддржувавте жителите на Ново село и Босилово, кога требаше да се одземе концесијата на Евромакс. Тие беа чина предвидели беа во Скопје и дадаа јасна порака повторно до владата итно да биде одземена концесијата, која си уште е во рацете на Евромакс. Така да, ние бевме исто присутни на тој протест. Веќе 3-4 години трае оваа борба против отварањето на рудниците, кои што се од отворен коп и користат цијаниди и сулфурна киселина. Знаете дека за Казандол се успеа и се одзема концесијата и Ловица веќе е последниот чекор, бидејќи тие се дополнително дале тужба до управен суд и така натаму. Мислам дека околу тоа се чека исходот, но дефинитивно сум уверена дека и таа концесија за Иловица ќе биде одземена, значи нема да има рудник во Иловица, тоа беа и наши барања. И она што ние исто така како дом го одработивме во овој контекст е измените на законот за минерални суровини. Со овие измени кои што ги подготвивме како пратеничкиот дом и беа усвоени од парламентарното мнозинство, практично се забрани отворање на нови рудници од отворен коп кои што користат цијаниди и сулфурна киселина и тоа е навистина многу важен чекор во заштита на животната средина и на здравието на граѓаните, особено имајќи предвид дека ми се чини 2015-16 голем број на концесии биле дадени за геолошки истражувања кои потоа преминуваат во концесии за експлоатација и така се стигна практично и до овие концесии за Казандол и за Иловица кои беа во некоја најнапредна фаза, така што за овие другите веќе ќе биде многу полесно затоа што веќе имаме законско решение. Некако се чини штом се стигна до крајот, но повторно уште и натаму е концесијата во рацете на Евромакс. Меѓутоа да се надиваме како што велите дека јас мислам тука не очекувам затоа што имаше и јасен став и од владата, ние секако стоиме за тоа, апсолутно ги поддржуваме граѓаните и ја разбирам загриженоста на граѓаните бидејќи ова беше долгогодишна борба и тие навистина искажаа со полно право спротивставување, не сакаат да имаат вакви рудници. Таму е во предели кај што се занимаваат главно со земјоделие, луѓето и инвестирале во земјоделие, во органско производство на храна, во туризам и да има рудници, мислам, апсолутно е нонсенс. Ако ме прашувате мене како представничка од Зелена партија, ние сме генерално против такви индустрии кои што загадуваат, а рударството е загадувачка индустрија. Овие огромни површини, прво девастација се врши на природа, на шуми, проблем е со загадувањето на почвата, на подземните води.
Македонија е премногу мала за да имаме ние такви рудници од отворен коп, па уште и да користат цијаниди и сулфурни киселини, кои што апсолутно ја уништуваат животната средина. Во пустини, така е, во некои пустели, во некои недостапни предели, може би тоа има некоја смисла, ама кај нас на толку мала територија и на територија во која населението се занимава со земјоделие, тоа е апсолутно неспојиво. Земјоделие и рударство едноставно не одат заедно. Други беа мотивите и ветувањата, дека едноставно многу повеќе може да дојде до некој поголем економски прогрес Мислам во дека тој тоа регион, се повеќе, не, тоа е повеќе, кои ете така, значи беа осуетени за среќа на време. Така да се надеваме. Така е. Повеќе имаат и економска исплатливост. Ви благодарам за прашањето. Мислам дека и за граѓаните кои што се уште не веруваат дека е така, не се бенефитите од рударството големи како што се прикажуваат. Напротив, многу малку, да, за бизнис секторот кој што се занимава, веројатно да, не им ги знам сметките, но за граѓаните апсолутно не, ниту во буџетот, ниту директно за оние граѓани, бидејќи и тие што се вработени се многу мал број. За разлика од оние кои што се занимаваат со земјоделие или друг тип на дејност од зелената економија, кој што ќе значи и економски бенефит истовремено, но и заштита и на животната средина и на здравјето на граѓаните. Сепак да го заокружиме разговорот како што го почнавме, поводот беше измените во изборниот законник. Еве, како последно, што ќе порачате, што очекувате, како се вашите прогнози, како деновиве ќе се одвиваат работите во собранието? Па добро, јас очекувам дека ќе биде интензивен сега овој период до нова година со оваа агенда на пленарната седница, соодветно и на комисиите и со толку многу амандмани кои што од прилика се веќе веројатно 10.000 по сите овие закони кои што се поднесени. Така што ќе има доста работа, доста активности, но очекувам да бидеме рационални и конструктивни, бидејќи тоа е интересот на граѓаните. Не треба да се користат некои ситуации во прилог на некои, еве можеби дневно политички размислувања и математики. Туку треба да бидеме конструктивни, да одработиме она што е навистина во интерес на граѓаните и ова со поднесување на толку голем број на амандмани дефинитивно не е вистинската насока, секогаш може да се најде взаимно прифатливо решение и да бидеме навистина на ниво на функцијата што извршуваме во интерес на граѓаните. Така, тоа како што личи во едно демократско општество. Така е. Кому моди во прилог, кому не. Маја Морачанин, многу ви благодарам за гостувањето денеска. Ќе видиме како ќе се одвијаат работите деновиве, па се надеваме на позитивни резултати. Ви благодарам и на поканата вам.